Сите здравствени потреби на повредените во дискотеката Пулс, односно од третман на изгореници, физикална терапија, психосоцијална подршка, ќе бидат на сметка на државата и ќе се вршат во Кочанската општа болница. Централна точка за комуникација со здравствените власти и повредените останува доктор Катерина Мирчовска и конзилијарниот тим во болницата. Иако почетниот план беше најголем дел од здравствената нега се одвива во Скопје, по препорака на експерти и по барање на пациентите, физикалната терапија и ПРП терапијата се префрлени во Кочани. Директорот на Фондот за здравство апелираше пациентите и нивните семејства да не избразуваат во врска со третманите. Пристапот дека ништо не се прави создава една несигурност и неизвестност кај повредените и нивните семејства. И веќе има притисок да брзаат, барат консултации надвор од воспоставените доктрини и протоколи за третман на изгореници. И сакам да апелирам да има една смиреност кај повредените и нивните семејства, дека имаме комплетна посветеност кон нив и дека сме во комуникација со соодветните центри за изгореници. Клековски посочи дека лекувањето е покриено на сите повредени, вклучително и на тие 6 кои немале здравствено осигурување. Меѓу повредените има и ученици и наскоро Министерството за образование ќе излезе со став за нивното школување. Поради војната, лекарите од Израел се спречени да дојдат, но затоа пак деновиве ќе пристигне експерт за ампутација од Словенија. Што се однесува до компресивната облека, таа треба да се носи 2 години, а поаѓањето на првата група на повредени во Пониква е одложено до крајот на оваа недела, по барање на пациентите кои примиле ПРП терапија. Дека во цело време физикалната терапија и другите терапии ќе се бидат достапни во општата болница во Кочани. Значи не прекинува, не правиме преместување на третманот од Кочани во Пониква, туку сметаме дека низ една социализација ќе им помогнеме на повредените, ќе им дадеме време на семејствата малку да се организираат за други работи, ама те што не сакат тоа да го користат, нема да има прекин на услугите што се добиваат во општата болница во Кочани. Во моментот 5 пациенти се уште се лекуваат во странство. 5 на клиниките во Скопје, а една пациентка е се уште во тешка здравствена состојба. Во однос на тоа дека состојбата во Кочанската болница е катастрофална, Клековски рече дека не станува збор за гранапче, туку за здравствена институција со 4 милиони евра буџет, во која работат 50 лекари и 100 медицински сестри.